и добре дојдовте во уште едно видео на каналот Ти можеш. Темата на денешното видео е успехот, а јас како и секогаш сакам да разгледам од повеќе страни, така што и успехот ќе го разгледуваме од неколку аспекти, односно што значи тоа успех, како и колку ние се чувствуваме успешни, врз основа на што ги градиме своите стандарди и критериуми за успешност и јас со вас ќе ја споделам мојата дефиниција за тоа што значи успех. Најпрви ќе почнеме од тоа што е успех. Јас држав и некои работилници на оваа тема и во контактите секојдневни со моите блиски пријатели, но и со луѓето со кои работам професионално. Кога разговараме на темата успех, сите имаат некоја своја дефиниција и сите се чувствуваат помалку или повеќе успешни во одредени полиња од животот и имаат некои идеи, цели, планови како на другите полиња да бидат исто така успешни, или пак ако не се чувствуваат добро, убаво, тогаш се чувствуваат неуспешни на многу полиња и не можат да го видат успехот кој го постигнале низ годините само затоа што на едно поле или во одреден период не се чувствуваат доволно успешни. Кога зборуваме за успехот, а според мене е најбитно личното чувство и личните критериуми и стандарди според кои ние ќе бидеме, односно ќе се чувствуваме успешни. Многу често во животот под влијание на семејството, околината, пријателите, луѓето кои ги среќаваме, со кои понекогаш сакаме да се споредуваме или кои ни се мотивација, меѓутоа сакаме да бидеме како нив или успешни колку нив, може да влијаат врз определувањето на нашата дефиниција за успехот. Многу често, иако мислиме дека тоа е некоја наша перцепција, таа перцепција низ годините да биде создавана под притисок, под влијание, преземена од некого и затоа многу е битно најпрвен да определиме ние, лично ние, што е за нас успех. Не како тоа е поставено во светот, нешто очекува средината, што очекуваат родителите, партнерите, децата. Што е за нас успех? Што представува за нас успехот? И во таа наша дефиниција да се обидеме да ги поставиме собствените цели или пак, ако сакаме да направиме анализа на тоа што веќе сме го постигнале, да ги извадиме оние сегменти кои што ни биле приоритети, онаму каде што најмногу сме вложувале, најмногу сме се труделе и да видиме дали тоа се поклопува со нашата некогашна идеја за успех. Тоа е многу важно, затоа што понекогаш под влијание на се што се случува, под влијание на околината, ние забораваме кои биле нашите цели, ние забораваме што била нашата дефиниција за успех, па некако се губиме и почнуваме да исполнуваме туѓи стандарди, туѓи желби, туѓи потреби и врз основа на тие стандарди и желби ние се чувствуваме недоволно успешни. Некогаш може да постигнеме некој голем успех, кој за нас е голем успех, меѓутоа, меѓу најблиските, во околината да помине незабележано, или тие да не гледаат така на тоа. Меѓутоа, тоа не е важно, затоа што единствено ние определуваме дали нешто било доволно успешно, дури и тогаш кога околината го гледа како неуспех, затоа што успешноста на некоја работа која сме зацртале, на некој проект кој сме го изработиле, на нешто што сме посветиле време, труд, не мора да се дефинира само преку резултатот. Тоа може да биде и начин ние да научиме нешто, да стекнеме нови искуства, да запознаеме нови луѓе, да изградиме прекрасни односи, па дури и кога нема да успее или нема да излезе онака како што сме очекувале или онака како што првично сме зацртале. И тогаш на другите може да им изгледа како неуспех, а ние може да го преземеме тоа од нив, а да не е вистина. Затоа е битно кога ги преслушуваме и анализираме нашите чувства за успех и неуспех секојдневно, во одреден период, во одредени сегменти од животот, да ја провериме, да се подсетиме на нашата дефиниција, на нашите желби, потреби и цели, но исто така и на нашите можности. Ние може да имаме огромни очекувања од себе си,
Меѓутоа, можностите, условите, тоа што го знаеме, се што ни се случувало може да придонесува за тоа нешто да биде помалку или повеќе успешно. Но ние, единствено ние, знаеме од каде сме тргнале и каде сме дошле. Ако сме постигнале некаков развој, ако сме научиле, ние сме успеале во тоа што сме го правеле. Луѓето кои што се сметаат за многу успешни, постојано зборуваат дека и неуспехот е дел од успехот, или ако прочитате биографија на некој од најуспешните, најбогатите луѓе, и ќе видите дека многу често успехот кој ние го гледаме е резултат на долгогодишни обиди и на многу неуспеси. Тоа е едноставно составен дел од животот. Друго нешто што исто сметам дека е важно, и во општествени рамки, и во семејни рамки, треба исто така да бидеме внимателни, кој одредува што е за нас успех и колкави се неговите барања и очекувања, и дали воопшто никој има право од нас да бара и да очекува да бидеме успешни според неговите стандарди. А ние многу често забораваме, па се обидуваме да ги задоволиме туѓите стандарди. Луѓето едноставно немаат право на тоа. Немаат право да ни поставуваат одредени цели и да не притискаат да се развиваме според нивната желба и потреба, затоа што не ни значат на сите исто дипломи, сертификати, магистратури, докторати. Се разбира дека тоа е во ред и дека тоа е одлично ако ние имаме желба, инспирација, ако сме посветени, ако тоа ни овозможува поубав и поквалитетен живот. Меѓутоа, кога тоа го правиме за да задоволиме нечии очекувања, или да стигнеме некого, или да се докажеме некому, тогаш едноставно ние не сме успешни, затоа што не сме среќни, не сме задоволни, не сме доследни на себе си и исполнуваме туѓи желби и потреби. И колку другите да ни аплаудираат, да ни викаат браво, да ни се восхитуваат, ако тоа не е наше и ако не е правено поради нас, туку за задоволување на некои туѓи потреби или пак наши некои потреби со желба да се докажеме, покажеме, истакнеме, да бидеме над некој, да тогаш едноставно тоа чувство за успех нема да трае долготрајно. И пак имаме потреба за нешто ново, нешто повеќе, нешто поинаку, да се споредуваме со овој, со оној, да им угодиме на другите. Не можеме да им угодиме на луѓето, не можеме да им угодиме на сите и не можеме да го градиме животот и да го живееме според нивните стандарди. Уште една работа на која сакам да обрнем внимание, тоа е дека често, доколку не сме успешни на едно поле, може да ги заборавиме сите други успеси, сите досегашни успеси, сите успеси во другите сегменти од нашиот живот и да се чувствуваме тажни, депресивни, неуспешни. Не можеме да бидеме подеднакво успешни во сите полиња, подеднакво време да посветиме и се што треба за да постигнуваме успеси на разни полиња во животот. Животот е краток, деноноќијата се кратки, така што мораме да избереме приоритети. Сега, моите приоритети не се приоритети на некоја друга личност, нити туѓите приоритети не можат мене да ми бидат приоритети. И тоа не се однесува само на едукација, сертификати, дипломи, магистратури, докторати, туку и во однос на она што материјално го поседуваме. Не ни е доволно на сите исто. Доколку нас не е доволно, доколку ние сме среќни со она што го имаме, се разбира дека треба се стремиме кон повеќе, кон поинаку, доколку имаме можности за тоа. Меѓутоа, тоа што сме го постигнале е успех, без да го споредуваме со некој што има многу повеќе. Тоа се однесува и на приватниот живот. Ако ние сме среќни сами со себе во одреден период од животот или така сме избрале, тоа не значи дека не сме доволно успешни затоа што немаме партнер. Ако имаме едно дете или ако имаме две, а некој има 3 или 5 или обратно, тоа не значи дека едните се успешни, другите неуспешни. Сите сме подеднакво успешни доколку тоа се наши желби, наши потреби, наша слика за успехот. Во еден сегмент во животот
Може да сме успешни, да имаме развиена богата кариера, но во име на тоа да трпи нашиот приватен живот. Или обратно, да имаме богат приватен живот, да сме посветени на себе си, на партнерот, на децата, но за тоа во одреден период да трпи нашата кариера. И тоа е се во ред ако ние сме одлучиле и ако се чувствуваме добро со тоа, ако сме мирни, ако сме задоволни, среќни, исполнети. Не е воопшто важно што мислат за тоа другите и што ќе речат другите. Едноставно не можеме да бидеме подеднакво успешни на сите полиња во животот. Или барем не во цело време. Поентата ми е дека успехот е лично чувство, а потребата за успех е да се чувствуваме задоволни, среќни, исполнети. Но ниеден успех во животот нема да не доведе до тоа да се чувствуваме така. Ние најпрви треба таа среќа, тоа задоволство, љубов кон животот, мирот во душата, да го најдеме во себе, а потоа успесите да бидат само дополнение на сето тоа. Ако го немаме тоа во себе, тогаш ниеден успех нема да ни биде доволен. Најчесто ќе се споредуваме со едни со други, а нема да можеме да видиме колку ние навистина сме успешни. Затоа мене најмногу ми остава впечаток мојата дефиниција, која е комбинација од различни дефиниции кои сум ги слушала, а тоа е дека успех е да се чувствуваме задоволни, среќни, мирни, исполнети и едноставно среќни со она што го имаме добиено, со она што го имаме направено, со процесот на развој во нашиот живот. И кога сме така среќни, така успешни, така задоволни, ние сме целосни и тогаш можеме многу повеќе и да им се најдеме и да им помогнеме, да бидеме тука и присутни, автентични за другите луѓе. Се додека ние не се чувствуваме така, тогаш може да се случи на другите да им бидеме терет, а тоа не го сакаме ни за себе, ни за другите. Јас ви посакувам да направите една анализа на одредени сегменти од вашиот живот, на целокупниот живот, на одреден период како имате потреба, да ги преиспитате своите ставови за успешноста и доколку имате потреба, се разбира, да се запрашате дали успесите ви ја разбудиле и одржале константно во вас желбата за мир, чувството за среќа, радост, убавина. Ако е тоа така, вие сте успешни, независно што и да кажат другите. Доколку очекуваме од успесите да не направат среќни, тогаш треба да поработиме на нешто друго. На чувството на среќа и задоволство и мирот во душата, кој го носиме сите во себе, дури и тогаш кога е некаде длабоко